Што сте вечерва овде. После ова беседа на Драги немам ја што многу повеќе да кажам. Единствено сакам да разјаснам нешто што многумина ме праша, а им остана малку чудно. Зошто 2002-2026? Тоа се 24 години, нели? Обично се прави на 20-25 години така јубилеј. Всушност, јас колку што се сеќавам, во 1992 година, кога прв пат почнав да работам за македонска телевизија како дописник од Тетово, знаем едни од првите задачи што ми беше како новинар да направим прилог за чествувањето на Водици. Тогаш немав со мене фотоапарат, бидејќи морав да носим камера и зашто и известував и снимав. Со аналоген апарат немам направено фотографии од Водици, но во 2001 година, знаете вие, тешка година за Тетово, па и за Македонија, го добив мојот прв дигитален апарат. Тоа беше еден Fuji, така, малку поголем од кутија цигари, но беше многу практичен, може секојаш со мене да го носам и да фотографирам. И тогаш во 2002 година се одлучив, реков да отидам да видам Водици како се прославува. Навистина беше тоа многу чудна атмосфера. Некако луѓето после онаа тегобна година, тегобна 2001 година, некако масовно се собраја како да бараат некој одушок на душата, да се сплотат, да се види дека и ние постоиме на овој простор. И така почна да се редат година за година. Имам некои години пропуштено, например 2003-та. Мислам дека бев на нека друга задача. 2010-та знам дека закаснив на чествувањето, бидејќи целата таа процесија заврши порано од вообичаеното. 2016 година исто бев на друга задача. Во 2021 година, знаете, бевме под карантин, не можевме да се собираме. И 2025 година, поради здравствени причини, не можев да присуствувам. Тогаш направив на мојата Facebook страна, постирав неколку стари фотографии од Водици, и тогаш ми дојде таа идеја, зошто да не направам нешто повеќе. Сите овие години што сум фотографирал да ги представам на едно место. Таа идеја тлееше цела година. Затоа што непокажаните фотографии како да не се воопшто сниме. Да. И таа идеја тлееше цела година и последно во Водици од 2026 година се реши, викам, морам да направим од една причина што самите гледате, Тетово нема изложбен простор каде би можел да се представат повеќе од овие фотографии. Овие 27 паноа се максимумот кој ги има овде во музеот. Значи да имав уште некое пано, че немаше каде да го представат. Но во секој случај тоа беше навистина макотрпна работа, беа над 3000 фотографии, требаше да се одбере. За жал некои уште добри фотографии од некои години мора да отпаднат. Тука доста Драги ми помогна околу изборот, зашто секој фотограф е субјективен кон својата фотографија, мораше да пресече, да рече не е тоа, ова и така. Во секој случај, еве оваа изложба е пред вас, погледајте ја, сетете се, посебно овие старите, како сме изгледале пред 24 години и повеќе, и гледам тие деца што се покрај базенот, можеби сега веќе се возрастни, имаат фамилии, има некои од постарите луѓе кои некој за жал више не се меѓу нас, но еве останал еден документ за нив на овие фотографии за сечавање, па можеби некој ќе се направи после повеќе години некоја ретроспектива. Да, тоа заборавив да кажам дека имаат историска вредност. Да. Како што и свештенството се менува на фотографиите, некои свештени лица заминуваат на оној свет или не знам дали одат тие во пензија, доаѓаат други, потоа некои млади луѓе што вели Зоран сега се веќе возрастни, па можете и да си побарате некои сограѓани, види го овој видео, ова тука се снимени. Значи има од повеќе агли може да се ужива и да се гледа оваа изложба.
Во секој случај, уште еднаш ви благодарам за посетата и можете да... уште Изложбата е еднаш да отворена.